Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски потврди дека веќе предложил список со 9 имиња за нови македонски амбасадори, но и како што рече, нивните имиња во моментов не може да ги открие бидејќи станува збор за класифицирана постапка. Муцунски рече дека намерата на државниот врв е да се професионализира македонската дипломатија, поради што околу 60% од новите амбасадори доаѓаат од редот на вработените во министерството. Сител веќе објави дека екс-министерот Муртезани ќе биде нов македонски амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел, а Елина Мангова заминува во Лондон. Нови амбасадори ќе добијат и амбасадите во Софија, Камбера, Стокхолм, Хаг, Приштина и Букурешт, а нови конзули ќе испратиме во конзулатите во Детройт, Мелбурн и Солун. На последната седница на влада можам да потврдам, точно е предложив како министер за надворешни работи и надворешна трговија повеќе имиња за пополнување на повеќе места на шефови на дипломатски конзуларни представништва. Тоа што би можел да го потврдам, а што го имаше во вашиот прилог и што е точно, е дека над 60% од новите кандидати за амбасадори и генерални конзули се професионални дипломати од редот на вработените во Министерството за надворешни работи со богата дипломатска кариера повеќе од 20 години. И тоа се поврзува со нашата заложба, која што почна со измените и дополнувањата на Законот за надворешни работи. Бидејќи сакам да ја потсетам македонската јавност. Повеќе од 20 години голем дел од моите претходници зборуваа за потребата од професионализација на дипломатската служба. Но оваа влада е првата влада која што направи конкретен исчекор во таа насока. Ние го сменивме Законот за надворешни работи да најмалку 50% од шефовите на ДКП-ата бидат амбасадори од професионалниот состав на Министерството за надворешни работи, а во пракса одиме со над 60% да бидат, и тоа се гледа по последната група именување. Од суштинско значење за евроинтеграцијата на државата, особено во контекст на новата геополитичка реалност, е сите политички актери, особено владата, да даваат опипливи резултати во клучните области, а во исто време Европската унија и незините држави членки мора да ги исполнат своите обврски, целосно да ја поддржат земјата, вклучително и преку активен дипломатски ангажман, за да ја помогнат да напредува во исполнувањето на сопствените обврски, нагласува известувачот на Европскиот парламент за Македонија, европратеникот Томас Вајц во годишниот нацрт извештај за напредокот на државата, кој следната недела на 26 февруари ќе го презентира пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. Во документот се наведува дека земјата се наоѓа во тешка позиција, бидејќи процесот на пристапување е сопрен, а напредокот во клучните реформи, особено во владењето на правото, правосудството и борбата против корупцијата, не е доволен. Како причини се посочуваат изборната кампања, ограничените административни капацитети и недостигот на долгорочна политичка посветеност. Не е постигнат напредок ниту во однос на уставните измени, при што Вајц повикува на зголемена политичка волја за надминување на ќорсокакот. Во извештајот се нагласува дека процесот ќе остане заснуван на заслуги и дека напредокот во владењето на правото е клучен и за економски развој и инвестициска сигурност. Истовремено се повикува и Европската унија активно да ја поддржи земјата во надминување на пречките. Нацрт извештајот ќе биде разгледуван од политичките групи во март и април. Гласањето во Комитетот за надворешни работи е предвидено за мај, а конечната верзија треба да биде усвоена на пленарна седница пред летната пауза. Собранието во секој момент треба да го почне новото продолжение на 85-та седница, на чиј дневен ред има неколку интересни точки. Меѓу нив и предлог законот за 600 евра минимална плата, кој го поднесоа пратениците на СДСМ. Со него се предвидува раст на минималната плата за сметка на кратење на трошоците во буџетот, а доаѓа како одговор на барањата на синдикатите. Се очекува пратениците да го продолжат и рокот на законот за легализација. Новото законско решение дава дополнителни 5 години за да завршат постапките за легализација, па наместо до овој 3 март, новиот закон би им дал можност на граѓаните да ги завршат сите легализации до март 2031 година. Законот е предлог на пратениците на ВМРО ДПМН, доаѓа по иницијатива на ЗЕЛС. Пред пратениците на денешната седница и предлог резолуција за почитување на стандардите на правична постапка во меѓународното судење против поранешното раководство на ОВК. Наша екипа веќе е во собранието, детали ќе имаме во следните вести.
Сега кога не се купува нов авион, има пари за минимална плата од 600 евра, велат од СДСМ во своето соопштение утрово, подсетувајќи дека денеска во собранието доаѓа нивниот предлог закон за 600 евра минимална плата. Дополнително, пратеничката група на СДСМ веќе предложи конкретни буџетски ставки од кои може да се обезбедат средства за зголемување на минималната плата. Тоа значи пари има, потребна е само политичка волја. Нема повеќе оправдување дека нема пари. Сите пратеници да дадат поддршка за законот и да гласаат за 600 евра минимална плата. Без изговори, без калкулации, време е да се укине луксузот на власта, а работниците да добијат плати какви што заслужуваат, се вели во соопштението кое што утрово го испрати од Социјалдемократскиот сојуз. А владеачката ВМРО-ДПМН констатираше дека по промената на власта пораснале платите во целиот јавен сектор. Од партијата велат дека за разлика од порано, кога само се ветувало, денеска ветувањата се реализираат. Разликата денеска е суштинска. По 2 години со управување на државата не зборуваме за барања, зборуваме за реализирани договори. Во општините платите се зголемени во просек за околу 5000 денари по вработен. Во основното и средното образование обезбедивме раст од 46 до 60% во 4-годишен период. Во високото образование зголемувањето е минимум 14%. Во здравството од 40 до 50% во еден мандат. Полициските службеници добија 10% зголемување на платите, социјалните работници 20%, а околу 11.000 административци, судски и обвинителски службеници имаат гарантирано покачување од 40% до 2028 година. Сите колективни договори се испочитувани. Платите се исплаќаат редовно. Инфлацијата е стабилизирана од двоцифрени стапки на едноцифрена стапка на инфлација. Иако надлежните служби поднесуваат кривични пријави, одземаат мрежи и чамци, рибократците натаму продолжуваат незаконски да ловат риби во Охридското езеро. Екологистите апелираат да се заострат казните и да се инсталира софистицирана опрема за да се заштити езерото. Од Охрид се јавува нашата дописничка Нина Ритоновска. Рибократството не мирува. Во текот на минатата и првиот месец од оваа година езерската полиција поднела 53 кривични пријави против лица кои вршеле незаконит риболов и регистрирала уште 300 прекршоци. Екологистите посочуваат дека потребни се построги казни и пософистицирани системи за надзор како камери и радари. Треба да се строги казните. Треба да се строги казните. Например, дека не сме да влага никој. Прво треба да се чува сателитски. Да има, например, дежурен човек во внатрешни, во полиција, каде ќе гледа, ќе осматра и ако види нешто онади. Екологистот Наумовски смета дека со езерото треба да управува локалната се со цел поголема заштита на рибниот фонд. Се избрза што се даде езерото на концесија на други, што да речам, не на локалната власт, Охрид, Струга и Подградец, се даде под концесија на бизнисмени од Охрид, например. Тоа се направи голема грешка, затоа што да беше на локална власт, друго ќе беше. Затоа што езерово како економски потенцијал му припаѓа на локална власт во Охрид. И таа треба да биде ангажирана и во све, во заштитата, во порибувањето, во чувањето. И на Кулани во координирани акции против незаконитиот риболов пронајдени се околу 730 парчиња разновидна риба, кои се одземени заедно со пловилата и риболовниот алат. Нина Ритоновска, Сител телевизија. 30 истражувачи од 8 европски универзитети се собираат во Штип, каде заедно со тимови од Штипскиот универзитет ќе работат на идеи за употреба на вештачката интелигенција во процеси поврзани со современите предизвици. Надлежните се свесни дека вештачката интелигенција ќе го редефинира пазарот на трудот. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски е на оваа тема. Динамиката на технолошкиот развој бара континуирано прилагодување и вложување во нови знаења, со цел работната сила да стане конкурентна во услови на забрзана дигитална трансформација. Вештачката интелигенција станува еден од клучните фактори што го редефинираат пазарот на трудот, а промените треба да започнат уште од високообразовните институции. Улогата на факултетите на универзитетот ќе биде уште позначајна, затоа што ќе треба да изградат и вештина доволна да луѓето кои што студентите кои што дипломираат лесно се вработат во приватниот сектор
и ќе мора многу рано да воведуваат алатки за вештачка интелигенција за да ги подготвиме студентите денот кога заминуваат од универзитетот, веќе да ги имаат во употреба сите овие алатки за да може да бидат конкурентни на пазарот на труд. Во тој контекст, 30 истражувачи од 8 европски универзитети ќе претстојуваат во Штип, каде заедно со тимови од Угада ќе работат на креирање конкретни проектни идеи, размена на искуства и дефинирање партнерства. Сите овие активности би требало да резултираат со многу нови детални проекти кои што ќе бидат аплицирани во рамки на европските програми. Истражувачката мрежа ќе овозможи долгорочна размена на знаења, мобилност на кадар и заеднички пристап кон решавање на современите предизвици. Целта е прво сите да се умрежат, да соработуваат меѓу себе, да градат собствени проекти, да помогнат во понатамошниот развој на општеството. Со стратешки пристап на времена едукација и силна меѓуинституционална соработка, вештачката интелигенција може да стане двигател на економски развој и општествен напредок. За Сител, Трајан Ристовски. И овој блок од нашата дописничка мрежа го затвораме во Струмица, каде вчера официјално почна Струмичкиот карневал. Таму беше нашиот струмички дописник Зоран Ѓорѓиев. Струмица има нова локална власт, карневалска. Од синоќ, карневалџиите официјално го предзедоа раководството со градот и ќе бидат на негово чело цела недела. Со символичното предавање на градскиот клуч од градоначалникот Петар Јанков на карневалскиот одбор и официјално беше означен почетокот на карневалските свечености. Јанков на сите учесници во карневалот им посака да го имаат најдоброто издание досега, но и да бидат добра власт. Со предавањето на клучот на карневалџиите започнува карнавалската недела во Струмица. Со тоа владењето е во нивна раце, нормално се до трајањето на карнавалот. Деновиве не очекува проинтересна програма организирана од карнавалскиот одбор и нормално поддржана од општината. Се надевам дека овој карнавалско издание ќе биде едно од најуспешните. Во име на карневалскиот одбор и на сите карневалски групи, клучот го преседе председателката Танкица Стојанова, која најави недела исполнета со позитивна енергија, многу насмевки, музика и дружење. Ние деновиве ветуваме дека ќе бидеме мирни, дека ќе има ред во Струмица и дека сите ќе бидеме насмејани, весели, разиграни и како што си личе сите да бидеме на нога. Многу многу ке стана, но вечерва ќе ветиме една работа, дека таа една недела ќе има само позитивна енергија, многу насмевки, многу среќа, многу дружба, музика и да бидеме највесели. Ајде сега сите на нога! Во рамки на првиот ден од програмата беше отворена и изложба на маски од Цветко Багашовски, кој 35 години во континуитет учествува на Струмичкиот карневал. Свеченостите продолжуваат вечерва со карневалскиот мюзикал Аладин и волшебната лампа. Кулминацијата се очекува во сабот со интернационалната карневалска вечер, кога само во официјалната поворка треба да продефилираат над 1000 маскирани лица од земјата и странство. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Вести од светот.